Почитувани, ВМРО ДПМН ги повикува членовите на Судскиот совет да го почитуваат Уставот и интересот на граѓаните на Република Македонија, а не политичките притисоци, кога денес ќе одлучуваат за именување на вршител на должноста председател на Основниот кривичен суд Скопје 1. Постојат сознанија дека власта во заминување врши притисок за денеска Советот да донесе политичка, а не одлука согласно закон. И со кршење на законот и Уставот, досегашниот председател Иван Џолев да биде назначен за ВД председател на судот само заради исполнување на политички агенди на власта во заминување. ВМРО ДПМН, во име на граѓаните на Република Македонија, бара членовите на Судскиот совет денеска да не подлегнат под притисоците и да не донесат политичка одлука со која за ВД на Основниот кривичен суд би го избрале судијата Иван Џолев. Напротив, очекуваме членовите на Судскиот совет, телото за контрола на судската власт, да ги почитува Уставот и законите и според нив да го изберат најдобро оценетиот судија. Во Законот за судови е предвидено дека во случај на разрешување или престанок на мандатот на председателот на судот, како во овој случај, до избор на нов председател на судот, Судскиот совет од редот на судии во судот определува вршител на должноста председател на судот, кој во последната година е оценет со највисока позитивна оценка и во однос на останатите судии има добиено најголем број бодови. Изборот на Иван Џолев за ВД председател ќе е директно кршење на Уставот и законите, што би го нарушило угледот на Судскиот совет и дополнително ќе ја поткопа довербата во независноста при носењето на одлуките, што впрочем е и во фокус на интересирањето на Европската Унија. Веруваме дека членовите на Судскиот совет добро се запознаени со интересот и фокусот на Европската Унија и на другите стратешки партнери на Македонија кон имплементацијата на стратегиите и методологиите донесени од Судскиот совет, пред се за методологијата за квалитативно оценување на судиите, методологијата за утврдување сложеност на предмети, стратегијата за човечки ресурси, како и за акцискиот план за борба против корупцијата. Од тука, работењето на Судскиот совет и носењето одлуки согласно закон и устав имаат подалекусежни влијанија од оние на кусогредите политичари во заминување. Уште еднаш, денес, апелираме членовите на Судскиот совет да го почитуваат законот и уставот и за ВД председател на суд да го назначат најдобриот оценуван судија, оценуван токму од страна на Судскиот совет. Ви благодарам.